Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. Најспецифична е вакцината на американски Pfizer. Треба да се транспортира и чува на температура од минус 70 степени Целзиусови, додека онаа на Модерна на минус 20 степени. Ние во моментот не сме во можност за складирање на такви вакцини, затоа што нашите медицински фрижидери се набавени исклучиво за чување на вакцините и на инсулините, каде што температурниот режим треба да биде од 2 до 8 степени. Дали би ја примиле вакцина против корона? Не. Прва фаза не. Ако има вакцина, ако е сигурна, да. Јас чекам да ми пратат од Русија. Па ја прележав. Наместо во подготовки за веритба за најмладиот син, семејството Трендафиловски од Куманово тргнува во битка за правда. Јас како медицинско лице помагам на милион луѓе, на крај мојот маж го оставив да отиде буквално како куче. Дали сите болни од COVID-19 добиваат еднаков третман? Дише. Во големата сала со речиси 1000 седишта смеат да влезат максимум 300 луѓе. Прашањето на кое баравме одговори со колеги од Србија е до која мера згасна културата и општествениот живот во време на COVID-19. Повеќе детали ќе видите во сториите кои следуваат по краткиот рекламен појас. Останете на Алсат. Гледате 360 степени. Светот е во исчекување на првата регистрација на вакцина против COVID-19 како надеж за постепено нормализирање на животот во текот на следната година. Американската агенција за храна и лекови закажа состанок на 10 декември за да расправа за регистрација на вакцината на компанијата Pfizer, развиена во соработка со германски BioNTech. По тој состанок прашање на денови или недели ќе биде официјалното одобрување за нејзина употреба. Во петокот од Белгија, каде што е лоцирана една од двете фабрики на Pfizer, полетаа првите чартери кон САД со првите дози од вакцината, за чие аплицирање сепак ќе треба да се почека до втората половина на декември. Во оваа добра вест за целиот свет, па и за земјава, проблем може да биде дистрибуцијата и чувањето на вакцината на Pfizer. За тоа е потребна температура од минус 70 степени Целзиусови, услови кои во моментот не може да ги обезбеди нашиот здравствен систем. Се работили на решавање на проблемот од Владимир Мирчевски. 2020-та почна и завршува со безмалку френетична потрага по чудотворната вакцина која треба да стави крај на ширењето на COVID-19, вирусот што го блокираше светот како ниту една друга пандемија. За разлика од пред 10 месеци, сега изгледа дека пробивот е речиси на дофат. Vaccine look more effective. Vaccines help us do that. Vaccine testing. Training our immune soldiers to be ready in the war against COVID. Атанас е еден од многуте возрастни граѓани кои спаѓаат во ризичните категории и во овој период од годината доаѓаат во пунктовите за имунизација за да се вакцинираат, но се уште не против COVID-19, туку против сезонскиот грип. Вака треба да изгледа постапката и за вакцинирањето против COVID-19, кога вакцините што ќе се покажат најделотворни ќе пристигнат во земјава. Во игра се неколку. Нашите информации велат дека 4 практично производители се во завршните фази и веќе се во фаза на апликација за добивање на административна дозвола во европските, односно американската агенција за авторизација на лекови. Тие 4 компании се AstraZeneca, Moderna, Pfizer и руската вакцина Sputnik 5. Нашиот комитет за имунизација неколку пати до сега заседаваше, ги разгледува карактеристиките на вакцините, се правеа некои иницијални планови. Независно од тоа која вакцина или вакцини ќе ги избере земјава, сите ќе се примаат во 2 дози. Дел од нив се слични по основата на која се изработени, но има и разлики, например во начинот на транспорт и складирање. Најспецифична е вакцината на американски Pfizer. Треба да се транспортира и чува на температура од минус 70 степени Целзиусови, додека онаа на Модерна на минус 20 степени.
Во објектот на поликлиниката Битпазар се наоѓа централното депо на Здравствен дом Скопје, каде по преземањето од увозниците се складираат сите вакцини што се користат на територијата на главниот град. Го нарекуваат скривница. Шефицата на депото Славица Јуруковска не донесе до влезот на скривницата. До тука смееме. Пристап во неа не е дозволен. Ете, тоа е тука. Тоа е тука. Тука е таа скривница каде што ги чуваме. Видете, имаме агрегати за потрошувачи, така да се е опремено и амбиенталната температура, што е исто важна за да работат фрижидерите како што треба, ние ја чуваме да биде до 40 степени. И во случај да снема струја има агрегат. Има агрегат. За голем простор станува збор? За голем простор, па да. Видите какав е простор, двата контейнери се гледа, имат термометар, значи не мора да влегувате за да мерите температурата, него на самиот контейнер има температура и самите фрижидери ви кажат, тоа се медицински специјални фрижидери каде што имаме температура која се прати. И уште што мораме, значи 2 пати во текот на денот да ја мериме температурата и да водиме евиденција за температурата. With drug makers racing to produce coronavirus vaccines, authorities face a challenge in how to transport them around the world en masse once they're ready. Свесни за комплицираноста на постапката, имајќи ги предвид неопходните ниски температури, европските земји го одреди амстердамскиот Схипхол за неформален главен транспортен центар за дистрибуција на вакцините. Од овој аеродром веќе се пренесуваа многу од вакцините во фазите на испитувања. Дали такви капацитети има во земјава? Ние во моментот не сме во можност за складирање на такви вакцини, затоа што нашите медицински фрижидери се набавени исклучиво за чување на вакцините и на инсулините, каде што температурниот режим треба да биде од 2 до 8 степени. Додека брзите тестови за COVID-19 барат нешто друго и тие може да се чуват и на собна температура, која е од 2 до 30 одредена. Така да видиме, да почекаме од кои вакцини ќе ги набавиме, од кој производител и кои температурни разлики и режим ќе ги барат тие вакцини, па ние да се спремиме. Се спремаме и за Pfizeровата вакцина, заради тоа што преку COVAX системот во кој што ние сме аплицирале, едноставно не знаеме, ниту една земја знае, која ќе биде првата вакцина која што ќе стигне, така да мораме да имаме спремни капацитети за било која вакцина, да ја пречекаме, да ја складираме и соодветно да ја дистрибуираме. Последните информации се дека ова вакцина на Pfizer точно дека треба да се чува на температура од минус 70 степени, меѓутоа има од 2 до 6 дена период за транспорт и дистрибуција на вообичаена температура од минус 2 до минус 6 степени, што значи дека може да се транспортира на ова вообичаена температура за транспорт на вакцина, а понатаму да се складира на минус 70, зашто веќе разговаравме добивме на понуда од една американска фондација која што сака да ги донира фрижидерите на кои што би ги чувале потенцијално овие Pfizeroви вакцини. Друг аспект е достапноста на вакцината. Здравствените власти преку COVAX механизмот засега аплицирале за вакцини за 20% од граѓаните. Државата не планира вакцинирањето да биде обврзувачко, туку доброволно, а граѓаните се воздржани. Ја нема да ја примам, пошто не сум сигурен у вакцините што се излезени сега. Ни за COVID? Ни за COVID. Се плашите од тоа? Па не се плашам, ама ја чекам да ми пратат од Русија, пошто знам дека у Русија сега моментално готова е вакцината и ќе ги пуштат, па треба да ми донесат. Ако има вакцина, ако е сигурна, да. Па не, ако баш мора, ако не мора, не. У прва фаза не. Откако ќе се потврди баш онака здраво, затоа што усе се сомневам. Денешно време е сомнително. Дали би ја примиле вакцинава против корона? Не. Не примам, што да примам? Од Бога само се плашам, од друго не се плашам. Не би ја примиле вакцината? Не би ја примал. И до ден денеска ништо вакцини не сум примал. Алергичен сум по тие вакцини. Немам потреба што да примам. Па ја прележав. И сега по некои информации 3-4 години траела ова. Добро, дали би примили вакцина? Да. Зависи кој е производител. Како што излегува работа, сите се преваранти. Не се знае што е сигурно, што не е сигурно, веќе на фармацевска индустрија не може да и се верува.
Филипчи уверува во спротивното дека сите 4 вакцини кои се во игра за набавка се безбедни за населението. Сите 4 вакцини кои што се најнапред во фазите на клиничко испитување се развиени и досега вообичаените за развој на вакцина платформи, кои што се сосем безбедни. Всушност и самото тоа што има ефект, веќе се создадени антитела кај сите партиципиенти во клиничките студии, значи дека се вакцините безбедни. Во таа смисла нема потреба за сомнеш, ние се соочивме со еден силен притисок од антиваксерите кога се случи минатогодишната епидемија со морбили, меѓутоа сум сега прилично сигурен дека луѓето, пациентите, граѓаните се свесни што вакцината значи кога се соочуваме со пандемија од една болест за која што немаме во овој момент таков еден инструмент. Приоритет во вакцинирањето според Комитетот за имунизација ќе имаат здравствените работници, постарите лица и хронично болните. Утврдено е и каде ќе се врши вакцинирањето против COVID-19. Ќе се користат постоечките пунктови за имунизација и здравствените домови. Надлежните сметаат дека системот ќе функционира и дека ќе нема проблеми со динамиката. На здравје. Со напливот на есенскиот бран на COVID-19 сведочиме на неред пред болниците и незадоволни и нервозни пациенти. Има и поплаки за ненавремено или несоодветно згрижување на болните, од кои некои имале фатален исход. Дали организацијата на диагностицирањето и лекувањето на болните од коронавирусот доведе до кршење на правото на пристап на пациентите до квалитетна здравствена заштита без никаква форма на дискриминација? Во соработка со Јужне вести од соседна Србија, пристапот кон пациентите го проверивме во двете земји. Има разлики, но и сличности. Истражуваа Ирена Каревска и Сања Јаначковиќ. Јас сакам само правдината да ја најдам за мојот маж. 40 години заеднички живот, згасна за 21 ден. Надлежните тврдат дека здравствениот систем функционира, но се повеќе граѓани се жалат дека болните од COVID-19 не ги добиле правата што им следуваат. Јас како медицинско лице помагам на милион луѓе, на крај мојот маж го оставив да отиде буквално како куче. Се уште нема ни во отпуснато писмо ни ништо наведена причина за смрт. Има само време и тоа е се на тоа сме оставени. Во соработка со колеги од Србија, дојдовме до сознанието дека и преку границата има многумина кои тврдат дека системот потврла. Они su stvarno individualno radili svoj posao kako treba, ali sistem kolabirao. Дали сите болни од COVID-19 добиваат еднаков третман или системот и во Србија и во Македонија ги крши правата на некои пациенти? Многу болни од COVID-19 доцна се јавуваат на лекар. Е едно од најчестите објаснувања на лекарите и Министерството за здравство на прашањето зошто има толку смртни случаи. Поради тоа решивме и самите да го изодиме патот што го поминуваат болните. Зашто пак пациентите тврдат дека системот е спор. Прв чекор, побаравме тест преку матичниот доктор. Ало, се јавувам да се распрашам околу COVID тестирање. Имав контакт со заболено лице пред околу една недела. Па некако така веќе и кашлица, некоја сува осеќам, омалаксаност, главоболка. Во телефонски разговор направен на 24 ноември со мојот матичен доктор, добив одговор дека нема термини за PCR тест за COVID-19 преку моето здравствено осигурување. Ако инсистирам на тест на државно, советот беше да се јавам во понеделник, на 30 ноември, за повторно да се проверат термините. Можам да ви го посочам приватниот тој што се плаќа во Центарот за здравје. Бидејќи никој со температура и симптоми не би чекал повеќе од една недела само за тест, веднаш се обидов да закажам термин во Центарот за јавно здравје, каде тестот би го платила од джеб. Ама и за таму се чека една недела. Добро, пред слободен термин за приватно тестирање имате вторник, цената е 2800 денари. Следниот вторник? Да. Единствената преостаната опција беа приватните болници и лаборатории, каде тестот чини до 4000 денари. Веднаш најдов термин, а резултатите стигаат најдоцна за 24 часа. Било кое време можам да закажам? Па да, кажете ми во колку ќе сакаш да ми има слободно. Ви благодарам.
Без направен тест и без преглед, добив уверување од матичниот доктор дека може да ми препише антибиотик Сумамед, а дополнителните тестирања како за D-димери морам да си ги платам сама. Дека не станува збор за моја несреќа, потврдува и председателката на Сдруженијето на приватни лекари. Пациентите најчесто 99% си одат приватно. Чолакова Дервишова признава и дека многу нејзини колеги лечат по телефон, но дека тоа не е секогаш оправдано и исправно. Не може да не го примите. Значи, он мора да дојде, вие да слушате дали он има бронхопневмонија, дали се работи за бронхит, дали му се влошува состојбата. Телефонски не можете да лекувате. Не можете вие да следите луѓе по 20 дена дома, он вели тешко ми е, не сум добар, повикај ми брза помош да дојде да ми мери сатурација. На оделенијата, кога сме сакале да ги пуштиме, ни велат дали е тестиран, не е тестиран. Значи, ние немавме доволно алатки. Регуларниот пат за еден пациент да стане кандидат за хоспитализација е неговата состојба да се влоши. Тогаш матичниот лекар се јавува по болници и бара слободен кревет. Но и тоа оди се потешко, особено ако пациентот не е тестиран за COVID-19. Се случувало ли да вратат болниците пациент? Не можам да кажам. Значи, примале, секој што ќе го прегледат и ќе го примат, се случувало, ако нема доволен број на кревети, да се даде инфузија, да се освежи, да се пушти. Некои од тие стануваат подобри, да речеме, им е подобра во однос на здравствената состојба, но се случува најчесто оние пациенти со дијабет, со коморбидитети, тешко да се оправат само со една инфузија. Така да само што ќе го вратите по неколку часа него пак му е лошо, па се влошува состојбата, пак барате кревет, пак за истиот пациент, па брза помош, па телефони. Така да, тука се исцрпивме сите околу телефоните. Никој нас не ни е проблем нашата професионална работа, но телефоните не уништија. Брза помош. Во итната помош телефоните не престануваат да ѕвонат. Поради напливот на болни, за транспортот на пациенти е ангажирана и армијата. Ниеднаш до сега не е одбрано каде ќе суди и каде нема да суди. Значи, такво нешто не. Пак ќе кажам, значи се одбира дали е ургентна состојбата или не е ургентна состојбата. Проблем за итната помош е што нема дигитален систем кој покажува во која болница има слободен кревет. Па службите и самите постојано вртат телефони по болници за да најават дека носат итен случај. Ако лицето е позитивно на COVID-19, со брза помош се носи до инфективните одделенија, а ако нема направено тест, се транспортира до триажен центар. Критиките дека итната помош знае да доцне со часови или да не се јавува, според раководителката Милица Бубало, се неосновани. Значи, пациентите не чекаат премногу време воопшто. Зависно, ви кажав, пак зависи од триажниот центар. Во моментот ние може да го најавиме пациентот. Пациентот да дојде, али немаме контрола над пациентите што сами со собствените возила доаѓаат во тој триажен центар. И во тој случај се ствара гужва пред триажниот центар и тогаш може да се почека некое време. Ако не сте доволно итен случај за да добиете транспорт со итна помош, пред ковид амбулантите се доаѓа и во собствена режија. А таму нема ред. Чекам веќе од 6 сабајле, вртев сабајле на брза помош, вика дека немаат амбулантни возила да се оди во триажните центри. Значи, триажните центри и на клиника и тука се чека по 3 сати. Јас сум со бронхопневмонија и со температура нема кој да ме прегледа. Буквално нема кој да ме прегледа. Не ќе додам у приватно здравство од принцип. Значи, од принцип, затоа што плаќам цел живот здравствено осигурување. За ова, за да чекам вака надвор и да нема кој да ме прими, срамота. Шаторот кој требаше да биде чекална пред триажниот центар во болницата 8 септември е празен. Турканиците се на главниот влез од амбулантата, а во борбата да се стигне побрзо до преглед, не важат правилата за држање дистанца. Денеска можам да речам дека има најмалку, иначе ова знае да има и по 50-60 тука луѓе. Ако со прегледот докторите проценат дека пациентот е за болница, тоа не значи дека автоматски следува хоспитализација. Таков бил случајот со член на семејството на Гордана Белинска од Скопје. Многу тешко е, кажувам, не можеш да дојдеш, е слободно место и одма брза помош право таму. Патот кој го изодевме ни покажа дека е речиси невозможно човек навреме да се јави во болница. А во болниците капацитетот е под страшен притисок. Според бројките на Институтот за јавно здравје, на крајот на јуни во болница биле 354 COVID-19 пациенти.
На крајот на овој месец има 4 пати повеќе пациенти, 1346 лица. Како што се зголемува бројот на пациенти во болниците, така се множат и обвинувањата дека не секој пациент добил шанса да се избори за живот. Наместо во подготовки за веритба за најмладиот син, семејството Трендафиловски од Куманово тргнува во битка за правда. Значи на упатот пишуваше пратен пациент за Скопје без најава затоа што никој не се јавува. Никој. Кога стигнавме на инфективна клиника во Скопје, цел час бевме пред врата на инфективна клиника. Брза помош, сестра, доктор, јас и 4 авто позади мене. Докторот доаѓа, го прегледува, кажува каква клиничка слика има по телефона докторка во 8 септември, таа одбива да го приме. Со зборови вчера вие вративте тројца, денеска ние ќе ви вратиме. Додека да заврши протоколот за преглед, тестирање и сместување во болница, Трендафиловски велат дека изгубиле повеќе од 6 часа. Но тука не застанале маките. Кај напишал порака, ќе се смилува некој да ми даде мене вода. 2 дена капка вода никој не ми дава. Јазикот ми е ѓон, имам слики каде се има слика, но тој со испружен јазик. Вика да ме видиш како сум најаден, напиен и избричен. Дали тие слики некогаш некој ќе ги тргне од телефонот? Целиот тој период од кога го спуштија фактички на прв спрат во интензивна нега, никој не ни се јави ништо да ни каже. Сите информации се добиени од приватни контакти. По неколку дена без никаков контакт, Трендафиловски добиле повик дека Зоран починал. Откако го погребале, им биле вратени туѓи документи од друг починат пациент. Отпосле дознале и дека 9 дена пред да почине, добил негативен тест на вирусот. Зошто ние не го видовме кога тој е М негативен, 9 дена, 21 ден тамо, што закопавме, кого ставивме? Во јавноста има и други семејства кои се жалат дека не биле примени во болница, дека нивните блиски не добиваат кислород, дека лежеле во болнички кревет покрај починати лица. Вкупно 30 на вакви предмети веќе испитува Државниот здравствен и санитарен инспекторат, но засега не го откриваат епилогот, дали нечии грешки или системски недостатоци довеле до загуба на човечки животи. Кога збориме за казна, значи за да има завршеток, една цела постапка, мора да има, да се утврди вина по кој член од закон, секој член од закон се носи посебна глоба. Дали се работи за парична или се работи за изрекување или почнување на постапка за кривична или прекршочна одговорност. Затоа се тие стручни надзори некој пат подолго траат, затоа што завршницата на дел од нив можеби ќе биде судска. А за да се докаже дека има основа за прекршочна или кривична постапка, сите знаеме дека тоа е малце подолго траен процес. Во Србија, за разлика од Македонија, ПСР тест за COVID-19 може да се прави само во јавните здравствени установи. Во приватните е забрането. Официјално нема недостаток на тестови, а од праксата не може да се добие независен впечаток. Пациентот кој има симптоми оди директно во ковид амбуланта, а не на матичен лекар. Јавно никој не соопштува по кој алгоритам се одлучува, кој се тестира, а кој не. Но како и во Македонија, може да се прави ПСР тест по сопствена иницијатива во државното здравство, но со пари. Пациентот треба да се појави на тестот со платена уплатница од 6.000 динари, односно околу 3.000 денари. Откако ќе стигне позитивниот резултат, следува нов проблем – да се дојде до место во болница. Жител на Ниш пред камерата на Јужне вести раскажува дека неговиот татко не бил згрижен во инфективната болница уште на почетоците на епидемијата, иако имал упат. На инфектологија тад не било места, па е онда добио са инфектологија упут за пулмологiju, за исто то стационарно лечење и у том тренутку имал сатурацију 85, ја мислам, што е било апсолутно за подршку киселником. Наравно на пулмологија е апсолутна гужва, долазе санитети со свих крајева Јужне Србије и sa pulmologije njemu kažu da se vrati kući. Sa televizije čuješ potpuno jedne podatke, onda dođeš kući pa imaš čoveka na samrti i shvataš da je sve apsolutno bila neistina.
Во Србија во моментов во болница се над 7.000 пациенти, што е повеќе по глава на жител отколку во Македонија. Капацитетите во Белград и во централна Србија се дотолку полни што таму се примаат само најтешките случаи. Полесните случаи и оние кои се во фаза на оздравување се префрлаат и 100 километри подалеку во привремените болници во Ниш и во Крагуевац. Лекарите од Сдруженијето Обединети против ковид со месеци го критикуваат начинот на кој власта се справува со епидемијата и велат дека се дојдени во ситуација да одбираат кому ќе му помогнат, а кому не. Dogodilo se da sam se našao u situaciji kao dežurni anestezijolog i lekar u COVID intenzivnoj jedinici, da nemam mogućnost da zbrinem pacijente u intenzivnoj kojima je potreban aparat, odnosno ventilator. Zašto? Zato što je intenzivna nega koja broji 8 kreveta u Kraljevu bila puna, odavno ka Beogradu i Kragujevcu pacijenti ne mogu. Prošlo dežurstvo smo uspeli 2 da pošaljemo za Niš i time napravili prostor. Ovaj put nismo mogli ni za Niš da pošaljemo pacijente. Znate, osjećaj koju ću ja nositi ceo život. Od jutrašnjeg dana, a večeras idem ponovo u dežurstvo i jako se plašim šta će me tamo sačekati. Дополнителен проблем во Србија е што тамошната влада веќе беше фатена како ги намалува бројките и за заразени и за починати од COVID-19. Сега тешко е да се каже кој колку и верува за актуелната состојба. Во Македонија се говори послободно, но тоа не го менува фактот дека проблемите се исти. Не е проблем да се направат привремени COVID центри, но нема кој да работи во нив. Ако се префрлат доктори од други области, нема да има кој да ги лечи другите пациенти. Чувството на исполнетост, смиреност и на богатство на душата што го носиме по културните настани не може да се замени со ништо друго, вели една од соговорничките во историјата што следува. Сакавме на терен да провериме како живее, ако воопшто живее, културата во време на COVID-19, бидејќи една од нејзините иманентни карактеристики е средбата со публиката. Зоран Јовановски од Скопје и Тетово и Никола Марковиќ од Ниш ни донесуваат интересна видеоприказна. Корона кризата ограничи многу работи, па и човековото право да учествува во културниот живот на заедницата и да ужива во уметностите. Прашањето на кое баравме одговори со колеги од Србија е до која мера згасна културата и општествениот живот во време на COVID-19. Во Скопје театрите и други установи воведоа протоколи за работа, но брзо потоа се покаже дека е невозможно да се работи на тој начин. Македонскиот народен театар во овој дел од вечерта вообичаено ги прикажува театарските представи од својот редовен репертоар. Но тоа во нормални услови. Сега, поради корона кризата, театарски представи не се одржуваат, а зградата на театарот е сосем празна. Зошто нема логика да се одржуваат представи, најдобро покажува споредбата. Лани во октомври МНТ го посетиле 7314 гледачи. Годинава истиот месец биле продадени 282 влезници или 25 пати помалку. И во Ниш, Србија, не е ништо поразлично. Како функционира културата во услови на епидемија, одговори побара Никола Марковиќ, и самиот уметник кој прибежиште од глобалната пандемија наоѓа во книжевноста. Пред зградата на Нишкиот народен театар тој не најде луѓе, бидејќи објектот не работи, иако тоа не е забрането. Причината е што голем дел од актерите и техничкиот персонал се позитивни на COVID-19. Само постојање позоришне уметности, njegova osnovna svrha jeste taj susret sa publikom. Taj sam susret glumaca, odnosno predstave i publike, nažalost nismo mogli u svom punom kapacitetu da uradimo. Davali smo snimke naših predstava i ono što je bilo jako interesantno u prvom trenutku, prvog dana kad smo postavili prvu predstavu, mi smo imali 40.000 i nešto pregleda i nama je puko sajt. Ova situacija je najsigurna i moramo da se prilagodimo i da se naviknemo da živimo na njoj. Како на театарот, затворени се вратите и на повеќето други културни институции и настани. За некој што сака да ужива во уметноста како Марковиќ, изборот е сведен само на симфонискиот оркестар,
ако се најде место. Добро вечер. Добро вечер. Чини ми се да сме вечерас у единој културнoj институцiji koja ovih dana radi i priređuje neki program, makar na nekakav način. Jesam li u pravu ili možemo još negdje da se večeras u gradu obremo gde će da nas čekaju koncerti, predstave ili slično? Pa jeste, izgleda da večeras, kako što ste rekli, večeras jedino mi radimo. Kao što znate, od 18 časova imamo, ja se ne sjećam zadnji put kada je Niški simfonijski orkestar imao koncert od 18 časova, ovo je dakle po prvi put možda i od postojanja. Primenili smo sve mere koje je Republički krizni štab doneo. И во Скопје филхармонијата е една од ретките опции за култура. Го избравме концертот на пианистот Дино Имери и си ја пробавме среќата да купиме билет без резервација. Добро вечер. 2 влезници бемола. Од вработените во филхармонија дознавме дека во нормални услови најдобро е да резервирате влезница за настанот што сакате да го следите барем 10 дена пред концертот. Но еве, вечерва на само 15 минути пред да започне вечерашниот концерт, се уште има слободни места. Од филхармонија велат дека се можеби единствената ваква институција која по добивањето на протоколите за работа не одложила ниту еден настан. Во големата сала со речиси 1000 седишта смеат да влезат максимум 300 луѓе со задолжителна заштитна маска на лицето и дистанца. Исто е како и во времето кога немаше пандемија, освен што кога ќе ја погледнете салата каде што седи публиката, тоа е малку разредчено, ја нема онаа хемија и атмосфера која што ја има на редовните концерти кога салата е навистина полна, а тоа е една прекрасна гледка. Бројот на уметници на сцената е намален, а и за нив важи посебен протокол при изведбата. Пианистот Имери смета дека кризата ја девалвира уметноста, но и прави повторно да започнеме вистински да ја цениме. Имаме многу голема заинтересираност од една страна, голема желба од наша страна како изведувачи нашите креации да ги споделиме со луѓето. И сепак големи предизвици за сето тоа да оди подмачкано, што сигурно не е едноставно, особено за организаторите. Не можам да замислам свет во кој што културата би изгубила. Тоа би било пропаст за целиот свет, особено за едно општество како нашето. Овие концерти публиката може да ги следи и онлайн и на директни преноси на јавниот сервис, но велат чувството на концерт во живо тешко би го замениле дури и при епидемија. Вакви настани без публика го немат онај драж што го сакаме. Меѓутоа, колку што можеме, почести вакви настани, со помалку луѓе би било пожелно. Чувството на исполнетост и на смиреност и на богатство на душата што си го носиме после културните настани, ние што цел живот ги следиме, не се пополнува со ништо друго. По концертот, вообичаено е да се дискутира за изведбата, но оваа вечер немаше каде. Сите кафулиња и ресторани работат до 21 часот, а и групирање на отворено е забрането. Невообичаено, но за кафејана требаше да се чека новиот ден. Кафејана секако не е културна институција, но на овие простори врши и таква улога. Во нормално време, покрај јадењето и пиењето, тоа е место за слушање музика и размена на мислења. Сега музиката е забранета. Во кафејана обично се оди навечер, но сега рано затвораат, па преку ден појдовме на поеден пијалак со фолк пејачот Благоја Грујовски. Бевме единствени гости, а законот единствено овде дозволува маските да се тргнат. Музичарите се најмалку виновни за проблемите со короната. Причината за тоа што се забранети јавни настапи е публиката, а не музичарите. Затоа што музиката, не секоја музика, сега сериозна музика не води до качување на маси играње. Туку тоа најчесто се случува во локалите. Грујовски вели дека естрадата не се само музичките уметници што ги гледаме на медиумите, туку и лјадници други кои лебот го вадат на терен.
и естрадните уметници се луѓе како сите други, нели, граѓани. И ние се соочуваме со истите проблеми, со истите закани. Ние сме сосема свесни што се случува. Едноставно треба да бидеме стрпливи, да пројде сето ова. Што би кажал покојниот Шабен Байрамовиќ за овие времиња, може само да се предпоставува. Она што се знае дека во Ниш не може да се слушне ниту негова, ниту туѓа песна. Во кафеаните не е забранета музика во живо, но такви свирки со месеци не се одржуваат. Нема за кого. Книжевникот Марковиќ на кафеанска софра разговараше со Миша Јовиќ, член на познатиот нишки ансамбл Грош. Посебно у нашим крајевima, у нашем народу, практично нема живота без кафане. Sa eliminisanjem recimo kafane kao mesta susretanja i ta socijalna distanca je realno prisutna i sve prisutnija. Ljudi se udaljavaju jedni od drugih. Во Србија рестораните смеат да работат до 18 часот. Da je ovo prošla godina, verovatno bi ste vi već sad imali neke aranžmane za novu godinu. Ja bih ušao u kafanu, skinuo bi šešir, rekao bi dobroveče, naručio nešto da popim. Neko vreme posle toga naručio i neku pesmu. Međutim, trenutno eto sedimo u relativno praznoj kafani. Kakve vam emocije budi sedenje u praznoj kafani u ovim okolnostima koje su nastupile ove godine? Nas sedmorica smo 32 godine zajedno. Ne pamtimo ni mesec dana ovakvog vremena, a kamoli, evo, bit će i godinu dana će biti sigurno kako se razvija situacija. Znači, pola godine kao da ne postoji, kao da je nema. А ако во Ниш и особено во Скопје, COVID-19 речиси ја уби културата, што останува за помалите места? Спроти шарената џамија на брегот на река Пена е тетовскиот Чифте Амам, што датира од 15-тиот век. Во него сега е сместена уметничката галерија. Еден од ретките културни настани овој месец беше самостојната изложба на косовската сликарка Шкурте Рамуши со циклусот Рајот на земјата. Како што вели самата, уметниците во вакви околности имаат доста време и инспирација да творат. Besoj që njerëzimi duhet të vazhdojë të ardhmën përpara, e kom pasi një lloj ringjallje për të kthyer shpresa ndoshta tek njerëzit, pavarësisht se kom ditë se numri vizitorëve mundet me qenë i vogël, por besoj që arti është një lloj ndërgjegje, ndikon tek njerëzit pozitivisht ose negativisht për të rikthyer diçka të re, sidomos pas kësaj kohe që kemi pas vërtet shumë nevojë për diçka të re, inspiruese ose thjesht shpresë. На отворањето на изложбата имаше 15 посетители. Gjithsesi, nëse bëhet një krahasim nga viti i kaluar edhe këtij viti që kur ka kapluar pandemia, normal. Është mëse normale që kemi funksionuar shumë më mirë, kemi marrë frymë shumë më lirshëm. Realizimi i projekteve ka qenë mëse në kushte normale. Mirë po këtë vit, si që ceka edhe më herët, ne kemi probleme të mjaftueshme. Како во Македонија, така и во Србија, најголемиот дел од културните институции се финансираат од државните буџети. Па фактот што нема или е намалена продажбата на билети, нема да го загрози нивното постоење. Најмногу страдаат самите уметници и оние кои би сакале да ги видат и слушнат – публиката. Нишкиот социолог на културата Никола Божиловиќ првпат својата научна област ја наблюдува во вакво светло. Објаснува дека уметноста не постои ако не е споделена со публиката. Znate kako, kultura danas doživljava nešto što bar za našeg života nije do sada imala. Kulturu koja pokušava da se nekako snađe u novoj situaciji i koja se uglavnom ne snalazi, jer u estetici i sociologiji umetnosti je poznata trijada umetnik, delo, publika. Znači, međuuticaj ili međudejstvo i takozvani feedback efekat koji dela ostvaraju na publiku. Нашите соговорници во Ниш, Скопје и во Тетово се согласија дека културата во моментов се дави. Но одлика на уметниците да бидат креативни, па во ситуација во која нема многу надеж, смислуваат начини како да не дозволат целосно да потоне. Не менувајте го каналот, по паузата е саботажата на Сречко Поповски.
Принципиалниот став дека по секоја цена треба да се прикрива идентитетот или да се почитува презумцијата на невиност, ретко кога е во рамнотежа со љубопитноста на медиумите. Тие во трака по публицитет, иако реално се обидуваат, не успеваат докрај да ја реализираат таа професионална мисија. Се работи за комплетирање на случајот, пошто против СИ ќе биде поднесена соодветна пријава. Одговор на случајот денеска даде и лицето СИ, кој сакаше да се слушне и неговата страна од приказната. Prvenstveno ќе се навратам на малку поодамна, значи на конфликт пред 2 години. А не е само тоа, туку при обелоденување на втората страна се случува и да се помине преку линијата и да ѝ се даде можност таа во потполност да го оправда своето поведение, кое според кажаното е само постапка, е била предизвикана. И испровоциран од самиот тој настан, влегов во дворот, не е тврд предмет, како што стои во соопштението на порталот, него е копач. Тоа ми дојде при рака. И му е скрашишов речајмо. Нити сум се заканувал, нити сум ништо повеќе направил. Нити на него, нити на неја. Едноставно направи материјална штета. За да нема никаква натамошна штета, потребна е релаксација со оглед дека според најновите фалангистички научни достигнувања, напнатоста, а не вирусот е причината која предизвикува, например, заразата со корона, а тоа се разбира е подкрепено и со цврсти докази. Ќе ви докажам дека короната е необичен стрес, една обична емоционална повреденост и ќе ги докажам дека се тоа што се правеше со медицинските работници и се уште што се прави е нарачено за да дојде до тоа што ќе дојде. Моќта на ова тврдење е лесно проверлива, бидејќи авторот има долгогодишно искуство во различни сфери, а како една од спецификите кои можат уверливо да послужат во точноста на оваа диагноза е фактот дека неговите сознанија веќе имаат широка прифатливост дури и во глобални рамки. Овде сме на столбот на светлината кој што осветили, кој што многу години одамна, пред 2000 години македонците немале патишта, ми имале на лосо движење. А морале да имаат столбови на светлината. Еден од тие столбови на светлината е бил овде, а потоа ќе продолжиме малку понатаму, ќе видите камења како се поставени од 2-3 тона во иста линија. Значи, овде е местото кај што е бил, како да ви кажем, аеродромот. Тука спаѓале, тука полетувале. Се разбира, таа генерација македонци била напредна, но се поставува прашањето како тие тоа знаење не го пренесувале од колено на колено. Па поновите, се уште мора да се мачат и да ги применуваат најстарите начини за да стасаат до капката што живот значи. Како што гледате и самите, водоводот мора да го снабдуваме преку небото. Ето, имаме држачи поставено, олуци исто така и мора да се молиме на Бога, нели, да заврне дожд. И на крајот, за да нема никакви дилеми околу тоа кому од сега ќе треба да му се молиме, мора да се запознаеме и со новите спасители на светот, меѓу кои се разбира дека има и такви што потекнуваат одовде. Да се представиме, јас сум дигитален војник на генералот Флин. Ние сме тука да ја прошириме веста за спасот на човештвото и планот Q. Ова е господин Погриновски, војно лице од Југословенската народна армија, завршена војна академија, офицер за телекомуникации. Овој пакт сепак има барем една фалинка. Од една страна од QAnon, тешко кој би поверувал дека официр на JNA би можел да го спаси светот, а неговата армија не успеала да ја спаси државата на која тој и служел. Сите наши содржини се достапни на веб страницата 360stepeni.mk. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ке се видиме повторно в петок од 22. Останете во добро здравје.